Здраво на сите, добре дојдовте повторно или добре дојдовте за прв пат во македонското јазично катче. Во ова видео, како и во останатите видеа, се обидувам да зборувам бавно или што е можно побавно македонски. Во ова видео ќе ви покажам што имам во мојот ранец, што можете да очекувате од тоа, што можете да очекувате да научите со ова видео, нови зборови, можете да вежбате слушање, изговор, па дури кирилица, бидејќи имате превод и транскрипција на она што го зборувам. Ајде да почнеме. Да видиме колку од овие зборови веќе ги знаете. Например, зборот ранец. Интересно е тоа што ранец е од германско потекло. Зборот чанта, например, е од турско потекло. Многу зборови поврзани со мода, со козметика, се од странско потекло, многу често од германски и француски, например. Да видиме, имам шише вода. Ова е стаклено шише вода. Јас предпочитам стаклено шише и многу е важно да се пие вода. Посебно во Скопје во август, кога температурите се буквално тропски. Например, помеѓу 35 и 40 степени Целзиусови. Да, верували или не, толку е жешко. Затоа имам исто така и крема за сончање. Многу е важно да се заштити нашата кожа од сонцето. Сонцето може да биде и пријател и непријател. Понатаму имам една книга, Амадо Нерво, Балкони. Амадо Нерво е мексикански писател, кој што и јас го открив неодамна. Имам исто така и пенкало, ова е портокалово пенкало. Што друго? Имам и марамчиња, ке речев паломи. Палома, затоа што палома е едноимена марка на марамчиња и многу често на македонски велиме палома. Имам и слушалки, ова се Bluetooth слушалки. Што е ова? Ова е сметка од нешто што сум купувала. Тука имам и парфем. Зборот парфем исто така е од француско потекло, значи од странско потекло. Верувам дека и на многу јазици е истиот збор. Тука имам и очила за сонце. Ете, видовме многу зборови поврзани со лето. Очила за сонце, крема за сончање. Да видам дали имам уште нешто. Да. Јас сакам да го нарекувам ова лабело. Лабело е всушност марка на тој вид кармини, меѓутоа истиот феномен се случува како и со палома. Значи имаме една марка на производ и со таа марка ги нарекуваме сите останати производи од тој тип. Да видам што имам понатаму. Имам еден полнач за телефон, бел полнач. Имам и телефон, тефтер или тефтерче. Ова е тефтерче од книжарницата Антолог, македонска книжарница. И тука пишува испишуваме радости. Навистина ми се допаѓа и тука буквално можете да пишувате што сакате. И тука имам паричник. За крај ќе ви покажам како изгледа македонскиот денар. Еве ќе почнеме од монетите. Вака изгледа македонски 10 денари.
Символот е паун. Понатаму ова се македонски 2 денари, а символот е охридска пастрмка. Сите овие се национални животни и символизираат по нешто, нели? Понатаму имаме 5 денари или како што велиме 5 денарка. И тука ова личи на маче, меѓутоа е рис. Рисот е исто така национално животно и се наоѓа во многу планини во Македонија. И тука вака изгледа 1 денар и животното е повторно шарпланинец, национално животно. Вака изгледа банкнота од 10 денари. Понатаму имаме 100 денари. Ова е градот Скопје. Ова се 500 денари. И ова е интересно, овој символ означува златна посмртна маска од 6 век пред нашата ера. И вака изгледа 1000 денари. И ова е Богородица. За крај, тука имам и скопска превозна карта. Ова е крајот на ова кратко видео. Пишете коментар што научивте во ова видео, макар и еден збор. Се надевам дека научивте нешто корисно и нешто интересно. Ви благодарам многу и се гледаме наскоро со повеќе материјали за учење. Поздрав!